Во студиото на Здраво Македонија по 9 часот се дружиме со Јане Мицевски, градоначалник на општина Сопиште, пеачката Лаура Крлију и модниот креатор Митко Занов. Останете со нас до 11 часот. Девет часот и 12 минути. Велам добро утро во овој дел од емисијата за сите вас кои што подоцна ни се вклучувате и се разбира уште поголем поздрав за сите вие кои што не следите уште од 6:45. Дојде вашиот и нашиот можеби омилен дел кога ни пристигнуваат гостите во студио. Пристигнуваат буквално затоа што не се сите се уште пристигнати, но ќе си направиме убави разговори со нив и верувам дека ќе го задржиме вашето внимание се до 11 часот. Најпрво да поздравам Милена. Милена, добро утро, како си? Добро утро, Цеце, за тебе, за нашите гледачи. Одлично сум. Така изгледаш. Ти благодарам исто и ти. Не грижи се, ќе дојде и третата гостинка. Знаеш зашто е така? Затоа што јас сум во студио. Вчера бев во студио, почнав со една гостинка, другите двајца гости дојдоа малку подоцна заради сообраќајот. Така што и денеска. Значи утре ако не сум во студио ќе биде се добро. Утре ќе биде се добро. Но многу интересно дека Лаура, кога веќе почнеме да зборуваме за неа, како единствена дама помеѓу гостите, ќе ни пристигне со незиното милениче, пак имаме четворица гости. Него ќе го прашаме нешто Милена, вода не ставивме за него, ама нешто ставиме. Но да ги поздравиме оние кои што ни пристигнаа навреме. Веднаш до мене е господинот Јане Мицевски, градоначалник на општина Сопиште. Добро утро и добро ни дојдовте. Добро утро, добро ве најдов. Благодарам за поканата и можам се да бидам утро ваш гост. Секако, како сте? Дали сте добро? Како се чувствувате во нашето студио? Прв пат сте ни овде? Одлично, прв пат сум тука во Канал 5. Одлично се чувствувам и се надевам дека имаме плоден и убав разговор. Прв пат сте воопшто во Канал 5. Мислам дека колегите од Самовистина веќе сте тргнати надолу кон студиото да ве прашаат кога ќе бидете нивни гости, но најпрво во Здраво Македонија да откриеме што е она кое што го ветивте, докаде сте со исполнувањата се разбира и што е она ново кое што ќе можат жителите во Сопиште да го доживеат од вас. Секако. Да. Веднаш до вас ние Митко Занов кој што е моден дизајнер. Добро утро и за вас и добро ни дојдовте. Добро утро, добро ве најдов. Благодарам за поканата и навистина ми е драго што сум денес ваш гост. Драго ни е нам. Мислам дека првото прашање за вас е очигледно. Дали сме добро и соодветно облечени? Одлично, одлично. Јас затоа се пошегував. Црна кошула, знам дека нема тука утка, нели? Така. Секогаш во секое време. Со црно не се греши, така. Нема грешка, да. Слушам дека Лаура не пристигнува, но ние можеме да си почнеме со овие тешкиве прашања. Градоначалник, знаете, затоа сте веднаш до мене вака сиднат. Освоивте 80% од гласовите, што е првиот и кој е првиот конкретен проект на кој што работите во моментов? Па вака, да се освои 80% доверба од гласачите е работа на континуитет, посветена и макотрпна работа. Нема да бидам себичен и ќе кажам дека за мене стои тим. Тим, се разбира. Ова е тимска работа, тим кој застана не само во оваа изборна кампања, него и годините претходно и кој во мене виде човек кој може да води општината. Особено ме радува фактот што гласовите добиени на овие избори се добиени од сите можни населени места во општина Сопиште. Да, 80% е сериозна бројка. Општина Сопиште е општина каде што живеат и македонци, албанци, турци и останати, така да од сите можни гласачи добија нова поддршка и не би било благодарно и би било не во ред Да, ни пристигна Лаура, извинете малку за тоа. Не ви тече мислата да кажам Лаура со незиното милениче. Здраво. Извинете, за момент ќе се навратиме на вашето прашање. Лаура, добро утро, добри дојде. Верувам дека е хаос, Safe City си го прави своето. Се потрудив да тргнам тргнав порано, меѓутоа, а и не сум навикната, ние уметниците знаете, не стануваме многу рано, така да ова ќе биде после многу долго време, меѓутоа одамна не сум. Фала ти на поканата. Се разбира, Лаура, да не им откривам на гледачите колку време те барам да ни дојдеш во студиото, но еве, реално меѓутоа да. Мене не ми се знае, сега сум тука сега. Да. Како ни се вика четвртото гостинче? Куки. Куки? Да. Куки. Мало колаченце. Баш е како колач. Милена, па ти сега имаш дополнителна обврска. Јас, да, сакам кучиња многу, израсната сум со кучиња сега, не чувам моментално затоа што некако чувствувам дека во стан не можам и не сум подготвена во стан да чувам куќа, но љубовта со кучињата ми е голема. Ми легна на нога. Љубов на прв поглед. Да.
Си седи кај мене? Да. Не, Куки е прилично, значи игра со мачки, што е многу чудно и невообичаено за. Си игра со мачки? Игра со мачки, може да го му споиме подава со топче моето на мачето, ајде да си подаваме, игра со дога, значи буквално. Ајде, Почна да мрда? А после пак ќе го земам. Да, може да го пуштиме, да. Иначе многу е мирно, си игра со секаков вид на куче, многу е дружелюбив, многу е социјален. Не знам дали го озвучи, чекај, не, добро. Мислам дека нема потреба. Па не, Има глас. Доволно збори неговата газдарица, така. Уште он ни треба, да. Не закаже градоначалници, така. Не. Не слушна вашата најава, не знае кој сте. Не, информирана сум, да. Не, јас мислев на кучето. А на Куки, да. Добро, Лаура, што се случува во Скопскиот метеж, кажи ни на терен ситуацијата каква е? Јас како што напоменав, одамна не сум искочила толку рано, меѓутоа имаше отпосле дознав дека не е уствари делегација, туку дека е ради Safe City. Нели ситуацијава, Не смееме повеќе од 50. Не, тоа се подразува. И да сакаш не можеш, реално, и да сакаш не можеш нели од целиот хаос, меѓутоа имаше, значи таков хаос и баш кога доаѓам од скроз друг правец, така да, ама ете, се Ке ти ја снајдов. кажам подоцна тајната по кои улички да одиш за побрзо Да да доаѓаш станеш. во локално место. Верувај како таксиста сум, така да. Да, Лаура е одличен шофер кој ја познава приватно, многу добро го знае. Па тогаш супер. И то на долги релации На ме долги знае сцени, Цеце. така си, дефинитивно, да. Ке се навратиме на градоначалникот, рековме дека сериозен број на гласови освоивте, на вистина, каква беше ситуацијата која што затекнавте во општината и кој е првиот проект на кој што Би се вратил на, со 80% добиена доверба, одговорноста е огромна кај мене, Така. меѓутоа и мотивацијата уште поголема. Така да не би почнал со еден проект, не би било благодарно, како што напоменав. Сите оние проекти кои што беа во фаза на почеток, веќе почнавме да ги реализираме. Ќе напоменам дел од нив. Почнавме со реконструкција на улица 1 во населено место Нова Брезница. Доста имаме слушано и во утринската за таа улица. Успешно асфалтиравме и улица 5 во населено место Добридол. Во моментот дека тука зборуваме се асфалтира и улица во населено место Света Петка. Работиме и во Горно Соње, во Сопиште, буквално во секое населено место по нешто се работи. Така да мотивирани влеговме веднаш за работа, да. Граѓаните очекуваат си како сите ваши ветувања се вака ставени на маса и се очекува да ги исполните сега. Верувам дека е така и затоа напорно и посветено работиме како почеток на мандат. Да. Имаме многу прашања за вас, но ќе продолжиме малку со Митко додека Лаура се стабилизира. Лаура, да не сакаш кафенце да направам? Да, тоа не праша. Не, фала ти, не сум. Милена, баш е не сум расположена. Јас сум многу расположена денеска за правење кафе. Да. Фала ти. Исто како да сум го испила. Добро. Одлично. Митко, неодамна ја представивте на новата колекција. Па кажете ми како изгледаше целиот тој процес од идеја до писта? Така, да, неодамна представив нова колекција која што беше всушност по повод јубилеот 10 години од мојот бренд Занов. Честит. Благодарам. Така да беше еден проект, беше еден настан кој што се спремаше, да кажам, доста подолг период. Самата идеја за таа ревија, за таа колекција постоеше можеби 1-2 години уназад. Меѓутоа реализацијата Сериозен процес, не е баш така ние како што мислиме и гледаме финален производ на Така. Да, беше предизвик да се изработи самата колекција и самиот настан, нормално, затоа што не беше само колекција како колекција, презентирање на нова колекција, туку беше буквално еден приказ на сето тоа што до сега во овие 10 години го имам направено јас во мојот бренд. Односно беше вклучена и модна изложба, каде што на кукли, буквално како музејска поставка, беа поставени модели од претходни мои колекции, а исто така се презентираше и тотално нова колекција, која што беше... Фантастична колекција, вака нескромно. Морам да Ви благодарам. Не дека претходните не ви се добри, обседната искрена. Неколку пати му имам пишано, вау. Уна е таа Лаура, инаку што ви пишуваш. Да. Така да, се представи нова колекција која што беше инспирирана всушност од сите претходни колекции. Склоп во едно, затоа и самата колекција се вика Ехоус, односно ехо од минатото што почнало од 2015 па до денес.
Така да беше еден процес кој што беше макотрпен, ама во секој случај Уживавте во него. ужива во него, да. Важам и како дизајнер кој што работи се сам од скица до реализација. Да, така да беше Тоа е за поздрав на вистина. Фала ви. Дали кога си ги гледате пред 10 години, да речеме, тие креации, си викате, леле, како сум го направил ова, или леле, не ми се верува колку добро парче сум направил. Има ли такви? Има нормално, или, да. Или леле, како што ми било кога сум го дизајнирала? Апсолутно. Сите ние мислам дека имаме така. Сите, да, поготово ние од Како статусите на уметност. Facebook пред 10 години. Леле, статусите не прогонуваат, мислам, сите на Мемори Истина, мемори. Јас се исклучив таа опција за вас. Да. Значи има и такви и такви. Има, апсолутно, да. Но мислам дека преовладуваат оние позитивните. Барем јас така. Сигурно си се мотивирате од себе. Преовладуваат позитивните, но сепак постои таа мисла дека можеби можело технички подобро да се изработи или можеби тој искуството материјал се не одговарал за тука, а му секој случај мислам Се е лекција. сите тие искуства, сите тие колекции, креации претходно што сум ги правил нормално се еден показател за како растиме, како еволуираме, да кажеме, така како уметници, како дизајнери. Да, имам едно видео од вас кое што може да го погледнеме во продолжение, малку повеќе да погледнеме колекцијата, ајде да кажем. Да. И моделите кои што се фантастични. Да, со Милена, само што се договоривме дека следната емисија доаѓаме во ваква креација. Не знам како ќе седнеме, ама сигурно ќе изгледаме многу екстравагантно. Не знам што да кажам, секоја чест, браво, вау, Да. светски, Фала ви од светски, реално и еве го. Куки, дојди кај мене. Ни се врати. Се чувствува, истражува Ете, сега. си седна. Свати дека е во етерот веќе. Да. Затоа. Може да си прошета, се е тука наше, слободно, чувствува се Така како дома. Да не упознае сите. Да, Лаура, живееш релација Македонија-Албанија. Да. Сега нема те прашам каде ти е поубаво, не сакам да правиме сега тука поделби, да, но Па не може реално. Да, сигурно има нешто убаво што ти е и тука, и таму, и лоши страни, и таму, и тука. Можност за напредување и кариера, тука ми е домот и пријателите. Добро, зошто тука не гледаш можност за за инекзистентен пазарот. Аха, тоа сакав да те прашам. Разлика, кога зборуваме, значи се зборуваме за музичката сцена, таму и тука. Конкретно. Ајде, нема кажи ни. разлика, инекзистентен е. Нашиот пазар е непостоечки. Тука, инекзистентен. Би сакала, нели, да речам дека постои во некој во микродози, ама не инекзистентен е, за жал. Добро, во Јас однос се на трудев- тој во Албанија, што се случува таму? Ајде да земеме нешто таму тогаш да научиме. Како да ви споредам? Мислам, нема споредба, искрено. Значи, уопште нема споредба. Со самото тоа што ви кажам дека е инекзистентен тука кај нас. А таму е развиените како и тоа знаеме колку светски музичари, не само пејачки, туку и музичари се и Косово и Албанија, нели? Тоа се две во една, нели? Еден пазар. Ги опфаќаш уствари и двата.
Добро. Така Значи да- зборуваме за композиции, за продукција, за што конкретно ме За интересира. се. Добро? Значи, не, музичари, ние имаме тука многу добри. И така. Апсолутно. Јас последно работев со Дарко Димитров, кој што е незаменлив, ама Дарко Димитров па кариера направи во Албанија. Реално. Значи, сите негови композиции се таму, значи, он е како Господ сега, да не речам сега, да не звучи, нели, Драго ми е за него што и таму Апсолутно. е успешен, бидејќи кај нас е познат повеќе од 20 години, нели? Но во си Србија продолжи- и во Албанија. Да. А иначе имаме ние многу талентирани. Јас 16 години се бавам со музика. Со Митко се знаеме уште од тогаш. Добро, што недостасува? Пари? Не знам. Многу работи мотивација, недостасуваат. што? Многу работи недостасуваат. Прво, за да постои пазар, треба да се цени нашиот труд, да има каде да го презентираме нашиот труд, да има каде да ги настапуваме нашите авторски песни, а не да идеме да ги пееме на XU, не знам. Преработки, да. Which is okay. Меѓутоа, ете, јас не сакам да бидам запаметена како пејачка што прави кавери или Добро. како пејачка што ја пее Еми Уајнхаус. Јас сакам да бидам пејачка што ќе си изведува прави авторска своја музика. авторска музика и кај што ќе има простор и место каде што можам да ја презентирам. А тука тоа нема да оди, бидејќи ако јас си направам солистички концерт, ќе дојдат само мои луѓе, а не луѓе што пример ќе сакат и ќе бидат вистински заинтересирани. Ја имав мој солистички концерт и беше лудница со најдобрите музичари, значи што постојат во нашава земја. И направив многу добра преработка и единствена сум што направив преработка во латино стил. Точно. Бачата. Староградски албански песни ги преработив во латино стил. Никој го нема направено тоа, имаат направено фанк преработки, не знам, джез, не знам, карикирам, меѓутоа тоа го нема никој направено. И тоа ќе иде така, пошто радо би се слуша без никаква навреда, јас ги ценам сите, дури рака им давам. Да. Ја да бев попаметна, ги идев по свадбите, мислам, во... Добро, но се чувствуваш дека ироничен не ти е таму местото, Меѓутоа, може не би, се да. пронаѓам, да, не се пронаѓам таму. Се додека не се цени трудот на, не знам, Тарабунов, кој што е одличен пејач, за жал. Мислам, за жал што нели, за жал, он е супер кариера си води. Мене ми беше колега доста време во кабаре. Во кабарето во Битола, да. Да. Меѓутоа, еве, не знам зашто тој ми дојде. Елена Ристевска. Значи, нема, за жал, многу фактори се тука, нели, во прашање, меѓутоа, за жал, е инекзистентен. Јас доста време пеев и на Макфест и на детски Евросонг, многу е жал што нема материјал од таа година, од тој настап. Макфест, Охридски, не знам сега. Значи нема место. Скопски исто има многу добра песна од Живоин Глишич. Значи, нели. Еден од најдобрите, меѓутоа ета, кога сватив дека, нели, ќе си искористам другата половина, нели, и сватив дека таму поише ми се исплати, пошто реално, кога ќе ја монетајз, нели, твојата пасија и нели, љубов, тога се вика професија, а не само колку да го работиш за да преживеш. Да, на крајот на денот, нели, тоа што го работиме, треба и приходи да ни Апсолутно, донесе. апсолутно. Да, јас сакам да те навратам на еден поубав период од твојот живот кога станува збор за сцената кај нас и оно што се случуваше во Македонија, тој е македонскиот идол. Јавноста од таму се те познава. упознавме, Кај што се знаеме. Да. Немам во моментов настап да го покажеме на гледачите, но неудобно Има на пак се- YouTube, ама нема. Има на YouTube. Не, Да, нека не интересно е Ќе дека го погледнат. Да. Тие Неудобно се баш беше убави на- моменти, да. Како? Да, тоа е сосема друго време, нешто Баш тоа сакам да во моментов го нема. спомнам преска што моментот на кој ќе се навратиш. Јас понекогаш сега, еве во Албанија, кога бев на еден од најголемите фестивали во Албанија, има јубилеен 25 години јубилеј. Баш тогаш си гледам настапите и си викам трема, викам видиме мене пред 15 години што правам. Да. Така да тоа ми е мотивација, Јас да. мислам дека и така ве почувствував и вас, но и кога имаме други пејачи, пејачки, музичари кај нас, без разлика дали народно или забавно, истото како сакаат да го кажат. Значи, ние кога имавме М2 продукција, кога имавме Идол, Апсолутно. Да.
толку години единствена. наназад бевме пионери во регионот, а сега многу други не претркаа за жал, а ние одиме наназад во тој поглед. А ние имавме неверојатна музичка сцена. Мислам, јас не сум музичар, Апсолутно. ама сум Тоа беше една конзумент на единствена македонска продукција музика што и беше така го доживувам. светски. Да. Значи на светско ниво. Еве знае и он, значи ние имавме И многу ми е жал што е така сега. Епа, тоа затоа и кажав дека е инекзистентна нашава сцена за жал. Иначе да, македонски идол беше јас не верувам, мислам се надевам дека ќе има. Дали јас сега дека се преобратив на другата страна, се надевам, ама тоа беше навистина светски светски организирано беше буквално светска продукција. Исто на времето. Што мислам дека и сме ги немале тие ресурси како што у денешно време ги имаме. И сме ја немале таа технологија што ја имаме у денешно време, ама ете што сме можеле да направиме со толку малце, нели? Ајде ние ќе се собереме, тука ќе направиме една нова продукција. Тоа еве ни го градоначалникот, кој што ќе ни одговори што ќе направи вашата општина за да ја поттикне македонскава сцена, нели, да работи, да создава. Добро, еве сега за предновогодишниот период можам да напоменам, за прв пат ќе организираме некој предновогодишен базар. Најпрво нова недела ќе украсиме дел од нашата општина. Браво, ајде чекаме сите општини да се украсат. Ќе следи еден предновогодишен базар. Овој пат ќе биде промотивно, прва година ќе видиме како ќе делува, ќе поканиме некој и од уметничката страна да се прикажи. Еве веќе тука имаме некоја. За наредна година очекувам дека тоа ќе биде поорганизирано, помасовно и ќе има голем интерес. Така да, ова ќе биде пионирска година во тој дел. Да, одлично, баш убава вест. Да, чекам да се накити секаде и да се слуша македонска музика. Па мене ми фала тие, јас се сеќавам дека секоја нова година имавме настапи на плоштад. Знам дека јас учествував неколку години. Ете, тоа баш ми фали, баш ми е драго што нели се враќаме полека, да. Митко, сакам да ме прашам колку ја ограничувате вашата креативност кога станува збор за креациите кои што ги правите со оглед на тоа дека немаме навистина реално настани каде што може да се носи сето тоа кое што вие го создавате. Так, научив со текот на годините да не се ограничувам во тоа што го создавам, пример, во однос на колекции. Друго е поразлично кога работиш со клиенти, кога работиш нешто што е по нарачка, custom made, тогаш да, треба да ги следиш и нивните желби, нивните потреби, нели настанот, пригодата на кој што ќе го носат, ќе ја носат самата креација. Меѓутоа, кога работам колекции, тотално сум ослободен од било какви стеги, било какви ограничувања, буквално. Драго, нешто не ви влијае ситуацијата на креативност? Не. Дури понекогаш верувајте дека едва и чекам да завршам моменти, пример, кај што работиш, нели, за клиенти и нарачки, за буквално да се изолирам и да можам да направам нешто што е тоа што ти го сакаш, буквално тоа што лежи во тебе. Така да и на моје огромно изненадување е тоа што некогаш дури не некогаш што во многу голем дел од случаите доаѓаат луѓе ги бараат тие креации. Значи еве тоа што се смееме за моделите од колекцијата, да, можеби се малце поавангардни, да, можеби се повеќе сценски костими, да, не се модели кои што ги носиш секојдневно. Меѓутоа секоја облека си има своја пригода, нели? Да, не треба да се носат секојдневно, нели? Да бидеш ексклузивни, да креираш облека за Апсолутно, да. И мислам на огромно изненадување што луѓе доаѓаат и ги бараат и ги купуваат тие креации што дава дополнителна мотивација да работиш понатаму тоа што сакаш да го работиш. Да, може ли да споменеме некои од јавните личности со кои што имате соработувано од Македонија и од регионот? Јас дело знам, но ќе оставам на вас. Многу се, мислам дека нема некој со кој што неам работено, поготово од Македонија. Еве кој што спомна и Лаура, уште од македонски идол работевме, јас тогаш како студент, па работевме како стилисти на сите учесници од идол. Тоа беше, извини што те прекинувам, замислете каква продукција секој изведувач си имаше свој стилист. Браво. Затоа кажам, чисто пошто знам дека не се знае ова е Да. И што навистина за нас, пример како студенти во тој период беше огромна пракса. И предизвики да научиш. Ете така, не работиш само по твое, туку работиш пак на неколку вид со клиент, за сцена, да одговара на песна, на стил, на глас, на се. И треба храбро да се износи тоа. Така,
особено вашите креации, зборо. Така. Од Македонија, ете, од идолки, ја спомнам Јана Брческо, со неа веќе работам со години, мислам, она ми е ептен, голем поздрав до неа. Одлично ги носи вашите креации. Да, реално. Така, и ептен ми е блиска другарка, да кажам. Други, навистина со сите имам работено од Македонија, со, не знам, Театра Ековска, Лара, со Каролина, со Антонија Гиговска. Да, особено со младите кои што се во последно време доста актуелни. Сара ја сакав да издвојам како една. Сара е од регионот. Да, мислам имало и други, меѓутоа можам Можеби нас малку подрага да ни е така. Нема да ни замерат гледачите. Почесто мислам. Да, не само тоа, видете, кога работам со пеачки или глумици или што и да кажам од тој свет, многу ми е битно покрај соработката која што ќе се има, да се има еден пријателски однос. Сега, значи, се случувало во текот на годините, затоа и во последниве неколку години одбирам со кои ќе работам, од причина што не секогаш соработката е позитивна на крајот на денот. Ние споменавме другата страна на причката. Да. Затоа, пример, со Сара работам веќе со години, затоа што навистина буквално од првиот ден кога сме почнале да работиме заедно, соработката е пред се човечна, пред се пријателска, пред се енергетски кога ќе се погодиш со енергетски кога ќе кликне со некој, тоа е тоа. Уште еден доказ дека е навистина добар човек. Прифаќаат ли не критики, ама ајде сугести, некој може би сака некаков модел, ама едноставно не стои тој модел на тоа тело. Да. Има ситуации, не, јас тоа го сакам, а ти гледаш дека не стои, прифаќаат. Тите како прифаќаат, да. Видете, мислам тоа доаѓа со текот и на може на искуство и на години. Ама веројатно и вашиот пристап е важен и начинот на кој што ќе го презентирате. Пристапот е дефинитивно важен за да можете да стекнат доверба во вас. Да, баш така. Така да. Зашто би ангажирала некого ако дизајнер ли сте ли ако дека е нешто одредено што сакам да го носам. Добро, ма ние жените сме чудни, кога сме замислиле дека таков модел ни стои, а всушност не стои. Јас буквално на шминка и фризура кој идам, што сакаш пред. И мене ми викаат со тебе е најлесно, ми е кешки 5% да бидат кога тебе. Да. Пошто ми дозволуваш нели да се изразам креативноста. Викам јас не сум шминкер и фризура, да бев ќе се шминкав сама, мој човек. Така да реално се слагам тука. Реално да, зашто би ангажирала некога кога веќе сум нели тоа. Не, имало пример некогаш насоки, дали пример нели, дали од клиенти, дали од соработки со познати кои што ќе кажат пример насока, сакам не знам, бело, сакам да е струкот стегнат, сакам широки раменици, па ти само ги следиш и додаваш нели нормално. Градоначалниче, вие примате ли сугестии? Како треба вие треба нели кога ќе излезете посебен дрес код? Во емисија, друго ќе биде нели на некој состанок и така натаму. Кој ве советува вас или сами? Па најчесто сам примам совети, меѓутоа не сум многу комплициран во тој дел. Сега нашата моменталната функција што обавуваме малце разноврсно, некој ден си на официјален состанок, некој ден си на терен, па према тоа се ориентирам каков дрес код ќе. Ама одлично сте се ориентирале за денешната утринска и тоа ви го кажав и штом стигнавте, не сте дошле во дело, ако нели не сте во само вистината, ама малку посериозно. Ама кошули сигурно имате во неограничен број, тоа мора да се има. Најчесто бела боја, да. Бела боја. Не споминавме каков е дрес кодот во општината. Не се шегувам. Имам друго прашање. Во пристоен дрес код треба да се има, да. Предпоставувам, да. Во предизборната кампања кажавте дека ќе ја посетите секоја куќа од врата до врата. Што значи тоа? Како ќе го до која врата сте стигнати? Или не сте ни тргнати? Немате време сега ќе китите, улиците ги правите? Не, сериозно, како ја замислувате оваа пракса? Оваа пракса не е од сега. Јас сум поодамна во политиката, најмлади години, така да не ми се први избори што сум ги обавувал и оваа пракса се покажала како најуспешна според мене по многу причини. Не се успева физички секаде да се стигнеме, меѓутоа во голем дел со напорна работа се може да се постигне ефектот. Идејата е да го посетиме секој дом, да стиснеме секоја дланка, да го слушнеме секој проблем, да си ги кажат луѓето своите проблеми, своите идеи, своите решенија, ние да кажеме што планираме за тој дел и некако се чувствува блискост помеѓу жителите. Те гледаат како свој и според мене во суштина и таква нашата функција токму таква. Да бидеш човекот на кој секој може да се ослони. Така да еве, сакате да создадете доверба. Довербата, да. Што најчесто ви велате кога ќе се сретнете? Или кои се најчестите проблеми да кажам? Луѓето си имаат
мали проблеми, но многу сериозни за нив. Од јавен превоз, улично осветлување, не знам, кучиња скитници и така натака, проблем со водоснабдување. Така да тие се реални и секојдневни проблеми кои наша должност да најдеме на начин како да ги решаваме во периодот што следи. Впрочем и за тоа сме, нели, за тоа земаме плата од народот. Така е. Ние ќе ве бараме за отчет, не грижете се, само што сте почнале. Да, нека помине малку време. Ќе објавиме на YouTube, ќе ви пуштиме сечоци на следното гостување. Лаура, имаме малку време до реклами, што некои 2 минути, таман за едно интересно прашање за тебе, бидејќи твоите преработки на македонски народни песни за турска продукција многу привлекува внимание во јавноста, чином никаде немаш зборувано за тоа. Кажи ни малку повеќе. Што да кажам, турскиот филм што се снимаше за љубов помеѓу муслиманец и христијанка, Така? нели, што се снимаше тука на Камени мост, чинам сите знаат, нели, за таа. Ме викна најпрвен за саундтрекот и отпосле ја отпев и Зајди, која што беше една од така подобрите, беше на некаков погреб, јас не го гледав филмот, ради мои нели лични обврски, меѓутоа знам дека добив многу повици од многу пријателки, дали си нормална, плачам. Да, ние вчера слушнавме додека подготвувавме емисијата, жал ми е што нема никој видеозапис за да може да го погледнеме тоа, ама ајде да не те терам сега да пееш, но навистина е фантастично, може да се слушне на YouTube. Може, да, дефинитивно. Така да јас прв пат ги пеам, мислам ги знам како песни, нели нормално. Меѓутоа прв пат ги изведував и толку убави се. Сестра ми ме зеза, повеќе прегледи имаш на ова отколку на твоите. Да, но може би се размислувала за некоја друга преработка во сопствен аранжман? Не, како што кажав, тие биле спонтани соработки, јас не сакам да бидам запаметена по нели преработки, да. така. Ова беше ептен за филм и ми беше нели голем предизвик, не, да. Иначе вака не сакам да бидам уопште запаметена како, мислам, јас се уште го правам тоа на мои настапи, пеам нели странски песни, македонски, албански, турски, француски, грчки, се шалам. Да. Така да пеам нели на секако вид на преработки, меѓутоа само на настапи во career живо. wise, да, не би сакала нели да бидам запаметена по моите авторски песни, така да тоа беше така еден голем и убав предизвик. Да, баш ми е драго, ти благодарам за одговорот. Тука ќе направиме на кратка пауза за реклами, веднаш потоа се враќаме во студиото.